Општина Илинден е една од поразвиените општини, но како и во секоја општина и таму има некои проблеми. За овие теми разговараме со кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Александар Георгиевски. Господин Георгиевски, добре дојдовте во студијата на Република. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Така, најпрво кажи ми кој е Александар Георгиевски? Вака, Александар Георгиевски е човек илинденец, роден во Илинден на 37 годишна возраст. Целиот живот сум го поменал во Илинден, моите родители се од таму, по потекло сум од општината Илинден. Инаку актуелно работам во Министерството за труд и социјална политика. Претходното работно искуство ми е во неколку државни институции, како што е Министерството за правда, Министерството за надворешни работи и други институции. Инаку сум актуелен председател на Советот на општина Илинден и сум актуелен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Илинден. Така, а што ве натера да се кандидирате за градоначалник на општината? Видете, целиот мој животен век претходно, целиот мој ангажман, општествен ангажман, како во општественото и граѓанското живење во општина Илинден, така и во политичкото делување во мојата матична политичка партија, сето тоа ми даде за право да поборам довербата како од партијата, така и од граѓаните на општина Илинден, да бидам идниот градоначалник на општина Илинден, се со цел да работиме за еден подобар Илинден и поуспешен и понапреден Илинден. Така, се ближи почетокот на изборната кампања. Како планирате да ја водите? Да, секако дека в наредниот период ќе се посветиме на политичката кампања која ни следува за неколку недели. Нормално дека согласно законот самата кампања трае 3 недели, во тој определен период се надеваме дека ќе имаме една позитивна кампања во која што ќе се обидеме да допреме до секој еден граѓанин, до секој еден општествен чинител во општина Илинден, да ја понудиме нашата програма за Илинден за наредните 4 години и да се послужиме директно со нашите цели, идеи и визии за Илинден, кои ќе им ги презентираме на граѓаните, како преку директни средби, така и преку интернет кампања, преку социјалните медиуми, директни разговори, така да ќе ги употребиме сите алатки кои што ни се на располагање за една демократска и фер кампања. Така, велите дека целиот живот живеете во Илинден и дека добро ги знаете проблемите. Кои се главните проблеми во општината? Вака, како и секоја друга општина, и општина Илинден има своји приоритети. Приоритети кои ќе треба во наредниот 4-годишен период да се посветиме и да ги решиме. Најголемите предизвици ни престојат во делот на животната средина, во делот на образованието, во делот на спортот, на односот кон младите, на изградба на подобро Илинден како подобро место за живење. Така да се надевам дека сите заедно, граѓаните, општествените чинители, како и општината преку своите органи, сите сплотено наредниот период ќе работиме да ги надминеме сите овие проблеми, за кои што ќе понудиме соодветни проекти кои што ќе бидат преточени во соодветни документи понатаму и кои што ќе ни бидат еден вид патоказ во нашето работење. Така, да почнеме со некои од проблемите кои се жалат жителите на Илинден на социјалните мрежи. Се жалат на недостиг на амбулански услуги, посебно во вечерните часови. Што ќе се направи на тоа поле? Така, иако ова е горлив проблем за граѓаните на Илинден, сите овие изминати години ние имаме проблем со здравството, односно нашите моментални услови во делот на здравството се, да не кажам, лоши. Ние немаме после втората смена на матичните лекари, немаме дежурен лекар, немаме соодветен здравствен дом. И овој проблем веќе се провлекува години наназад. Се надевам дека во наредниот 4-годишен период тој проблем ќе биде надминат. Искрено, во делот од нашата програма ќе биде предвидено и изградба на нов здравствен дом кој што ќе понуди дополнителни услуги на граѓаните од областа на здравството, како дежурна служба, лабораторија, гинеколошки одделенија, дефектолози и така натаму, значи соодветни други услуги кои што се делот од здравството моментално ги немаме и се горлив проблем на нашите граѓани. Исто така ќе гледаме да го решиме проблемот со итната помош. Ние на пример сме малку поодалечни, имаме населени места кои што се поодалечени од централното градско подрачје и често пати за некоја основна услуга, на пример кога некој човек
има соодветна потреба од медицинска нега, додека стигне соодветната помош, може да поминат дури и сати, така да ќе се потрудиме да понудиме и соодветно решение во тој дел, односно да имаме посебно возило кое што ќе може да оперира на територија на општина Илинден и ќе биде од помош на нашите граѓани. Така, како стоите во делот на образованието? Општината има и основно и средно училиште, но граѓаните се жалат дека имаат проблем со предшколската возраст, со згрижување на децата. Така, вака, најголем проблем можеби во делот на образованието е целодневната настава, односно воведување на целодневна настава. Еден од приоритетите во наредниот 4-годишен период на општината секогаш треба да биде насочена во тој дел. Мораме да направиме соодветни услови за можност за отварање на целодневна настава на нашите ученици, затоа што многу граѓани кои што немаат можност своите деца каде да ги остават, особено после завршување на часовите, имаат проблеми со чување и грижа, така да и често пати се одлучуваат своите деца да ги носат во други општини, особено во градските општини. Затоа е неопходно итно воведување на целодневна настава и затоа уште од наредната учебна година ќе се воведе целодневна настава на територија на општина Илинден во основното училиште Гоце Делчев. Исто така ќе има основна потреба од реконструкција на постојните основни училишта кои што имаат особени проблеми со дали се тоа од аспект на фасади, кровови дотраени, тоалети руинирани. Исто така имаме голем проблем особено во основното училиште Гоце Делчев со паркинг услугата, значи немаат луѓето, често пати се жалат кога ќе дојдат да го земат своето дете од училиште, нема каде да постават возилото, се создава метеж во сообраќајот и така натаму. Исто така ќе треба во тој дел ветуваме и планираме изградба на паркинг за родители, гости во училиштето, но и за вработените во самото училиште. Исто така во делот ќе се посвети особено внимание на подигање на наставните на нивото на техничка опременост на наставните училишта во делот на наставните помагала, дали преку обезбедување на смарт табли, поготово исто така технички помагала од IT технологијата преку лаптопи, таблети за учениците и така натаму. Ќе ги помагаме особено рандливите категории, за нив ќе обезбедиме посебно исто така посебни пакети во кои што ќе исклучиме во пресрет како општина да може секој дете да го следи образованието на наједноставен начин, да нема потреба да ги оптеретуваме родителите со некои дополнителни давачки. Така, од она што можев да го забележам во општината е што поголем дел од улиците се со асфалт, но жителите се жалат на проблемот со фекалната канализација. Што ќе се направи на тоа пат? Во делот на изградбата на фекална канализација, тоа е прашање кое што веќе можеби деценија и пол наназад е проблем на жителите на општина Илинден. Иако во некои делови таа веќе има неколку сегменти направено, сепак тоа е недоволно и со недоволно добар брз временски период се гради таа канализација веќе наназад години и години. Сметаме дека треба да посветиме внимание да се добие интензитет на изградба на самата фекална канализација, пред се во поголемите населени места кои што се во ниските делови на општината, но исто така не треба да ги забораваме и останатите населени места, особено во повисоките делови, затоа што и тие граѓани имаат проблем од тој аспект. Веќе луѓето нормално дека се менуваат животните услови, луѓето си бараат со право подобри услуги, самиот квалитет на живот треба да се подигне на едно повисоко ниво и затоа во тој дел ветуваме забрзана изградба на фекалната канализација и таму каде што нема нови проекти, се со цел да се изгради квалитетна фекална канализација и атмосферска канализација,
да не се гради тоа без проект, затоа што после тоа имаме нефункционалност на самата мрежа, така да ќе се посветиме особено на овој дел од аспект на животната средина. Така, во општина Илинден се наоѓа и новата населба Јака, така наречените нели типски куќи кои треба да се изградат, но пред известно време собствениците на куќите се пожалија на немање на основни елементарни услови во населбата, како што е вода, струја, патишта, пристапни. Значи, што ќе се направи на тоа поле за на таа населба конечно да заживее? Видете, населбата Јака е населба која што беше предвидена, проектирана да биде типска населба. Тоа како проект е добар. Како проект, да, но што се случи, таму веќе повеќе од 7, 8, 9 години, многу споро се вложува во самата инфраструктура. И граѓаните со право се револтирани затоа што они... Тоа е надлежност на локалната власт, така? Да. Граѓаните со право се револтирани затоа што тие беа ограничени со закон во кој рок мора да ги изградат своите објекти, домови, но тука нема некој ограничување, нели локалната самоуправа за колку брз временски период треба да ја изгради инфраструктурата. И имаме таму луѓе веќе граѓани кои што живеат со години, а немаат основни услови за живот, особено во делот на патната инфраструктура, водоводот, исто и канализацијата е проблем, уличното осветлување е проблем. Значи имаат повеќе проблеми, имаше изминатиот период голем притисок од граѓаните, сега нешто се започна, ама тоа е само површно и е недоволно. Затоа ќе понудиме системско решение за населбата Јака, каде што наредните години системски ќе се решава овој проблем со посебен план и програма и се надевам на обострано задоволство и се надевам дека овој проблем ќе биде минато за нашата општина. Така, ветувате ли доколку станете градоначалник дека за скоро време ќе заживее населбата и што повеќе млади луѓе да се населуваат во Илинден? Така, значи особено оваа населба беше и така измислувана за млади брачни парови. Посебна политика ние во наредниот мандат ќе посветиме на младите, кои што сметам дека се запоставени во изминатиот период. Ќе се даде многу голем простор за младинското делување во нашата општина, дали ќе биде тоа преку формирање на локални младински совети, отварање младински канцеларии, поддршка на невладини организации, младински и така натаму и така натаму. Секако ќе даеме особен акцент на тоа прашање. Исто Как повелете слово, Да. продолжете, зашто мислите? Исто така тука неминовно е да го спомнеме и спортот, значи ќе Така, општината како стоите со тениски, со спортски содржини терени? имаме спортски содржини, кај што ќе треба нели и понатаму да вложуваме во тој дел, особено во изградба на дополнителни содржини кои што ќе ги понудиме, но ќе треба да се посвети внимание на поддршка на самите спортски клубови, спортски здруженија кои што системски ќе треба да се поддржуваат од страна на локалната власт, особено на индивидуални спортисти, особено во делот на некомерцијалните спортови, каде што исто така имаме план и програма како да го развиваме тој дел и да бидеме сериозна поддршка на спортистите, особено на младите деца кои што сакаат да се занимаваат со спорт во општина Илинден. Така, господин Георгиевски, ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам многу среќа во изборната кампања. Ви благодарам уште еднаш на поканата и ми беше чест и задоволство да бидам денеска гостин кај вас.